Следните минути следува разговор со Андреа Богдановски, докторант на Универзитетот Бакингем во Велика Британија, кој ги истражува поточно автокефалиите во црквите во југоисточна Европа и на Балканот. На почеток, господинот Богдановски го прашувам, кои беа главните мотиви СПЦ да ја донесе одлуката, да ја признае автокефалноста на МПЦ? Дали тие беа засновани на канонски и црковни одлуки? Гледаме дека она што е различно во овој период е зголемениот притисок од страна на Вселенскиот патриарх за разрешавање на македонското црковно прашање и притисок од негова страна кон црковен Белград за рестартирање и озможување на овој процес да продолжи. И гледам дека Српската православна црква и новиот патриарх Порфири на овој начин и добива политички капитал во рамки на помесните, во останатите помесни цркви, бидејќи на некој начин морален канонски поведник со тоа што овозможува македонската православна црква по канонски правила да се здобие со автокефалност и истовремено ги поддржува и ставовите на Руската православна црква во делот на незината пак борба околу украинската автокефалност, така да од таа страна Руската православна црква добива и се разбира и добива Вселенскиот патриарх, кој што може да се припише на негова страна дека после 55 години го разрешил расколот во Македонија, го вратил верниот македонски народ во евхаристиско заедништво со останатите помесни цркви. Позицијата на Вселенскиот патриарх е доста јасна и кристално чиста. Таа не е позиција споделена прв пат овој месец. Уште во септември 2018 година тој кажа дека нема да ја признае Македонската православна црква се дека го користи терминот македонска. И тоа се потврди од комуникето дадено на 9 мај и ова интервју кое што го имаше пред некој ден на грчката национална телевизија. Ова е прашање кое што првенствено треба Македонската православна црква да го одговори, бидејќи она што ни е јасно достапно е тоа дека според Македонската православна црква тоа не е прашање кое што е прашање за кој би предизвикал проблем и они се согласни да го носат името Охридска архиепископија од страна на односите со Вселенскиот патриарх и се разбира во евентуалниот томос за автокефалност. Не е ова изненадувачки. Например, во украинската автокефалија од пред неколку години називот на украинската црква таму е Православна црква во Украина, меѓутоа доколку зборувате со луѓето во Украина или во Киев, тие не се чувствуваат помалку украинци или таа црква не чувствуваат помалку украинска заради називот кој што е официјално даден во томосот за автокефалија. Така да мислам дека древното еклесиолошко име Охридска архиепископија е придобивка за Македонската православна црква, бидејќи стана збор за голема црква која што се простирала низ цел Балкански полуостров 7 века и како таква беше и пречка за сопнување, бидејќи Бугарската православна црква се смета за наследничка на Охридската архиепископија и Српската православна црква, така да на тој начин гледам дека ова е еден вид на придобивка.